Прв дневник на македонската телевизија. Добар ви ден, еве во него што ќе гледате. Во Софија потпишан протоколот меѓу Македонија и Бугарија. Министерот за надворешни Османи вели, со овој билатерален процес се отвора ново поглавје меѓу двете држави. Шефицата на бугарската дипломатија Генчовска со порака: се што треба да се направи натаму е договореното да се примени во пракса. Македонија нема да преговара со Европската Унија за својот напредок, туку со Бугарија за својата историја. ВМРО ДПМН за протоколот. СДСМ состав. Македонската иднина е обезбедена и таа е европска. За 2 дена почнува диалогот со Брисел. Хотелите и сместувачките капацитети на Охридското крабрежје се солидно исполнети. Се очекува поуспешна туристичка сезона од лани. Сепак се очекува минимална заработувачка поради веќе склучените договори со пониски цени кои потоа растеа. Товарниот авион кој се урна во Северна Грција превезувал 11 тони српско оружје за Бангладеш. Српскиот министер за одбрана Стефановиќ рече дека сопственик на леталото е украинска компанија. Сите членови на екипажот кои загинаа се украинци. Во Софија потпишан протоколот меѓу Македонија и Бугарија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека со овој билатерален процес се отвора ново поглавје меѓу двете држави за да се надминат сите предизвици да се проложи по европскиот пат. Шефицата на бугарската дипломатија Генчовска изјави дека тоа што треба да се направи од сега натаму е договореното да се примени во пракса, за што е потребен ангажман на двете земји. Имаме историска можност по 17 години да започнеме последната фаза за влез во Европската Унија, изјави македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи по потпишување на билатералниот протокол со неговата бугарска колешка Теодора Генчевска. Очекуваме поддршка од Бугарија, отвораме ново поглавје во нашите односи, да се надминат сите пречки и предизвици меѓу нашите две држави, изјави министерот Османи. Меѓу другото, после подпишувањето на протоколот, тој кажа дека суштински разговарале за 5 работни групи и дека сработено е доволно. Овој билатерален процес на соработка со Република Бугарија, меѓутоа и другиот пат на пристапни преговори со Европската Унија ќе овозможат поблиска соработка помеѓу нашите две држави. Очекуваме поддршка од страна на Република Бугарија на овој пат на кој што почнуваме на пристапни преговори за членство во Европската Унија, сето тоа во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија, меѓутоа се разбира и на Република Бугарија, чиј интерес е Западен Балкан, Република Северна Македонија пред се да се движи брзо и сигурно кон членство во Европската Унија. Ова е само еден нов почеток. Се надевам дека од денеска, како што реков, отвараме ново поглавје на односи меѓу нашите држави, од обичните граѓани до политичарите и преку комуникација на високо политичко ниво со цел да се надминат сите предизвици, со цел да се надминат сите пречки на патот за да продолжиме на тој пат на европско сојузништво меѓу нашите две држави. Силно ја поддржуваме евроинтеграцијата на Северна Македонија и на Албанија во Европската Унија, изјави министерката Генчовска по потпишувањето на билатералниот протокол. Исклучително полезна средба имав со мојот колега Османи, истакна таа. Сега останува да се спроведе зацртаното во пракса. Денешната средба беше исклучително корисна, оти се направи напредок во сите секторски групи, кои што се 5 на број. Она што треба да се направи е договореното да се пренесе во пракса со исклучителен сериозен приод од двете држави. Најважното беше потпишувањето на вториот протокол меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. Експертите од двете министерства ќе продолжат заеднички да работат на ниво на работни групи. Бугарија е државата која што најсилно ја поддржува евроинтеграцијата на Република Северна Македонија и Албанија. Од тука им посакуваме успех на патот кој што долго време сакаат да го почнат. Се надевам дека со сопствените ваши сили и со наша поддршка ќе стигнат таму каде што граѓаните на Република Северна Македонија најмногу посакуваат да стигнат – членство во Европската Унија. Генчовска и Османи не одговараа на новинарски прашања, немаше целосно објавување на протоколот.
кој се очекува да биде објавен во следните денови. Во него, според брифинзите, опфатени се неколку точки, во нив говорот на омраза, македонскиот јазик, историските прашања се исто така вметнати во овој протокол. Маските падна. Со протоколот подпишан од предавничката влада, промената на историјата и учебниците по бугарски терк стануваат услов за напредок на Македонија кон Европската унија, велат од ВМРО ДПМН. За СДСМ македонската иднина е обезбедена и таа европска. За 2 дена почнува диалогот со Брисел. Купно гласа 68 противници. За гласа 68 противници. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека Собранието ги усвои предложените заклучоци. Пратениците на ВМРО ДПМН по завршувањето на дебатата и пред гласањето ја напуштија собраниската сала. Расправата помина во тензична атмосфера, а пратениците од ВМРО ДПМН со вувузели и свирчиња ги саботираа репликите на пратениците од владеачкото мнозинство. За владиното мнозинство предлогот е европски, за опозицијата чинна предавство на националните интереси. Внесувањето на францускиот предлог во собранието е обид на власта да ја сподели одговорноста, сметаат од ВМРО ДПМН. Вакво понижување не сум видел. Ова е злосторство врз еден народ, рече Александар Николовски. ВМРО ДПМН ги даде своите предлози. И ќе ги прочитам кратко. Во однос на општиот став на Европската унија, предлагаме да се избришат зборовите Европската унија ги зема во предвид соодветните едностранни декларации на Бугарија за македонскиот јазик и чисто да пишува дека Кито се преведува на македонски јазик. Затоа што да не се лажеме. Едностранната декларација на Бугарија ќе биде дека не зборуваме македонски јазик, туку дека зборуваме кодифицирана јазична норма на бугарскиот јазик, односно поедноставено за народот бугарски дијалект. И без разлика што се лажете дека тоа нема да стане дел од документите на Европската унија, ќе стане. Со реплика Снежана Калевска-Ванчева од СДСМ. Може би предлогот не е идеален, но отвара перспектива за идните генерации. Сакаме да градиме мостови базирани на исти вредности. Многу ми е жал што не успеавте да се надминете себе си и да подадеме рака, да заедно поддржиме нешто кое што може да не води само напред. Дали е ова идеален предлог? Сигурно не. Дали имаме вековни проблеми во нашите односи со Република Бугарија? Да, и не само со Република Бугарија. На оваа територија, овој народ има многу премрежја, многу војски поминувале, но треба ли уште да војуваме? Не треба да градиме мостови, треба да ги рушиме. Коалициониот партнер на власта Павле Трајанов од Демократскиот сојуз не гласаше за заклучоците предложени од СДСМ и ДУИ, а во кој се задолжува секоја влада да ги продолжи разговорите со Европската унија со цел да се деблокираат евроинтеграцијските процеси и да се усвои преговарачката рамка со вградени европски принципи и стандарди, како и копенхашките критериуми за членство. При тоа доследно да се придржува кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како и елементи за кои не се преговара со Европската унија. Во заклучоците е нотирано преговорите да се водат на рамноправна и принципијална основа, почитувајќи ги нормите на меѓународното право, како и билатералните прашања поврзани со билатералните договори за добрососедските односи, кои не се директно поврзани со правото на Европската унија и со копенхашките критериуми за членство, да не бидат одредници од кои ќе зависи отварањето и затворањето на поглавјата и кластерите во текот на пристапните преговори со Европската унија. Владата ги пушти во собраниска процедура одделните предлог закони за ратификација на протоколот кон Северноатлантскиот договор за пристапувањето на Кралството Шведска и на Република Финска во Алијансата.
Република Северна Македонија даде целосна поддршка за политиката на отворени врати на НАТО, поддржувајќи го на тамошното проширување, како и за членувањето на Кралството Шведска и на Република Финска во Северноатлантската алијанса, оценувајќи го како важен чекор и придонес за зајакнување на безбедноста и стабилноста во Европа, имајќи го в предвид неоправданиот воен напад на Украина од страна на Руската Федерација, велат од владата. Со доаѓањето на печалбарите се зголемува и сообраќајната фреквенција. Во Тетово дневно се евидентираат над 60.000 возила, а има околу 700 паркинг места. Тетовската полиција со кампања, па со казни за решавање на хаосот. Хотелите и другите сместувачки капацитети на Охридското крабрежје се солидно исполнети и се очекува поуспешна туристичка сезона од лани. Сепак хотелиерите велат дека тоа не значи оти заработувачката ќе биде поголема, бидејќи веќе склучените договори со туроператорите се со пониски цени кои потоа растеа. Сашо Неловски известува од Охрид. Иако временските услови во првата половина на јули не беа на страната на охридските хотелиери и угостители, тие се задоволни од оствареното. Во споредба со минатата година бројот на туристите е далеку поголем, меѓутоа заработувачката е намалена, бидејќи тие не можат постојано да ги следат секојдневните поскапувања на производите и услугите, особено на електричната енергија, кои од почетокот на годината се зголемени од 30 до 100%. Најмногу штета трпат хотелиерите кои минатата година подпишаа договори со странските туроператори со фиксни цени, кои во сегашните услови се ниски и нереални. За разлика од минатата година, оваа година хотелските капацитети ни се далеку повеќе исполнети, како со домашни, така и со странски гости. Странските гости најчесто ни се од Црна Гора, Полска, Германија, Србија, Хрватска, меѓутоа во однос на договорите со туроператорите кои што се подпишани во декември минатата година, заработувачката ни е доста минимална поради порастот на цените. Од овој викенд па се до 20 август се очекува Охрид да биде полн со туристи. Секако тоа ќе придонесе за намалување на штетите што ги претрпе хотелско-угостителскиот сектор во изминатите две пандемиски години. Во споредба со претходната година имаме зголемен број на посетители кои се должи на стабилизираната ситуација со ковид вирусот, новите содржини кои ги вметнавме во кампот. Во однос на резервираноста на нашите капацитети, сместувачките капацитети, имаме 100% на резервираност, имаме голема најава на гости. Според експертите, ова лето ќе биде далеку поуспешно од минатогодишното, барем што се однесува до бројот на туристите, но доколку продолжат поскапувањата и повторно се влоши состојбата со коронавирусот, можно е веднаш по завршувањето на туристичката сезона поголем број објекти да стават клуч на врата. Со доаѓањето на печалбарите се зголемува и сообраќајната фреквенција, што предизвикува и поголем метеж на улиците. Во Тетово дневно се евидентираат над 60.000 возила, има околу 700 паркинг места. Тетовската полиција преку едукативни превентивни активности ќе го облажува сообраќајниот хаос во паркирањето. Истовремено и ќе се казнува. Возачите пак решението го гледаат во повеќе паркинг места. Паркирај прописно, возможи нормален сообраќај. Проект на СВР Тетово кој преку делење на флаери со едукативни содржини и сообраќајни поуки ќе ја подига сообраќајната свест. Напоредно со превентивните, летово кога е зголемена сообраќајната фреквенција, ќе се засилат и репресивните активности на полицијата. Први на удар, односно посебно под лупа на полициските службеници, ќе се најдат сите оние кои ги паркираат возилата во така наречени двојни редови, во зона на крстосници, во зеленило и на други недозволени места. Проектот ќе ја подигне безбедноста на улиците во Полошко. Пајак службата тука на булеварот Маршал Тито во централното градско подрачје подига на дневна основа до 30 на возила. Од СВР Тетово велат дека токму непрописно паркираните автомобили се најчестата причина за сообраќајните прекршоци. Возачите го поздравуваат проектот, но бараат најпрвин да се обезбедат повеќе паркинг места, кои во секој дел од градот недостасуваат. И да се направат поголеми паркинг места за жителите на Тетово. Зависи како што е во Скопје и во другите градови. Например, на спратови. Паркинги нема, ништа нема, пауци само радост взимају возиле људима, хаос е. У градов е паркинг, значи, кој што е загрожено Тетово, не е загрожено ни едно.
Немањето на доволно паркинг места е причина голем број тетовци да ги остават возилата и да користат велосипед, но за нас велат, општината треба да обезбеди поголем број велосипедски патеки. Само така ќе се растерети сообраќајот. Сега почиња гледам кога се качи бензин, гледам едно од 5-6 души што ги познам, точакот, што е? Оскупе бензинот. Океј, го земам точакот. И самата статистика кажува за проблемот со сообраќајната инфраструктура. Во Тетово дневно се евидентираат и над 60.000 возила, а има 420 отворени и 280 затворени паркинг места, а во функција е само една велосипедска патека. Намален е процентот на искористеност на земјиштето за изградба на висококатници во Куманово. Целта е да се устапи повеќе простор на зелени површини и паркинзи. Во оваа општина станови најмногу купуваат повратниците од Ирак и од Авганистан. За метар квадратен се искачи и до 1200 евра. Наместо до 50% од сега процентот на искористеност на земјиште за изградба на висококатници во Куманово ќе биде 30%. Одлуката ја донесе Советот на општината. Целта е да се отстапи повеќе простор за зелени површини и паркинг. Пониските згради и висококатниците кои се лепенки и понатаму ќе може да се градат на 50% од искористеност на парцелата. Се добива повише слободен простор, похумано живење, повеќе простор за зелени површини, што и текако му недостасува на нашиот град. Хумани услови, право на сонце, право на проветрување, право на светлина, затоа и самата одлука се темели врз основа на член од Уставот која предвидува хармонизација и хуманизација на живењето во нашиот град. Од општината ги отфрлаат обвинувањата на опозицијата дека новата одлука ќе ја зголеми цената на метар квадратен во Куманово, која и сега дополнуваат е многу висока и ќе се изедначи со становите во метрополите од соседството. Нагласуваат дека исклучиво зависи од понудата и побарувачката. Најголем интерес за станови во Куманово се уште има кај повратниците од Ирак и Авганистан. Цената за метар квадратен достигна до 1200 евра. Општината во моментов има издадено 3 одобренија за стамбени згради. Ниту една од нив не е висококатница. И покрај намалувањето на добиточниот фонд, сепак има оптимисти дека цените на млекото и на месото ќе се зголемат, па фармирството станува извор на екзистенција. Сторијата за семејството од Форино ја има Сузана Трајковска. Според евиденцијата на АХВ, бројната состојба на крупниот добиток паѓа од над 267.000 во 2011 на 155.803 минатата година. Но и бројот на фармите се намалил од 41.682 на 15.219. Една деценија надолен тренд, со што државата станува се повеќе увозно зависна и од млеко, месо и од нивните преработки. Но има и ентузијасти што обстојуваат и веруваат дека и оваа криза ќе се надмине. И нафтата е иста скупо годинава, па не е кај нас, целиот свет е така, ама мора да има некој чар да се преживува. Цените на репроматеријалите растат, а млекото и месото се уште се со неисплатливи цени. Сепак има мало поместување. Концентратот пред 2-3 години 17 денара го купивме, а млекото ни беше 22. Сега, млекото е 26 денари кај мене, а концентратот 27. Сименталис е 4 евро кило. Биг да се продае 3 евра никогаш не се случило. Пред неколку години во оваа фарма користена е мерката од програмата за рурален развој за набавка на приплодни грла. Но од тогаш инвестирањето оди тешко. Потребна е современа опрема за молзење, механизација и земја за да обезбедат храна. Потребни се поволни кредити и помош од државата. Вела тие, бидејќи сакаат да останат во родното огниште и да живеат од сочарството. Каде да идеш, мора да работиш. Мора да работиш, ама во твоето земја е подобро. Уште еден благодет од македонското поднебје, но за жал недоволно искористен. Радува фактот дека и во македонскиот аграр можеме да произведуваме квалитетно месо, млеко, разни преработки, како што гледате овдека на оваа ливада има убавина на слика која што е комбинирана тип на раса, каде што добиваме и месо и млеко.
Товарниот авион Антонов, кој се урна во Северна Грција, превезувал 11 тони српско оружје во Бангладеш. Српскиот министер за одбрана Дибојша Стефановиќ рече дека собственик на авионот е украинска компанија, а оружјето го испраќал приватен српски производител на оружје. Имало минофрлачки бомби и мини. Сите членови на екипажот загинаа во несреќата. Украински товарен авион што пренесувал оружје се урна во близина на грчкиот град Кавала. Загинале сите 8 членови на екипажот. Очевидци велат дека пред урнувањето се запалил и потоа имало експлозии на местото на урнувањето. Грчките власти истакнаа дека пилотот пријавил проблеми со моторот пред да се изгуби контакт со леталото. Авионот веќе гореше пред да се урне. Имаше огромна експлозија во моментот кога ја допре земјата. Имаше огнена топка како атомска бомба, а потоа последователни експлозии. 20, можеби 30. Стомакот ми се стегна кога ја видов таа огнена топка. Готвев, потоа снема струја. Ја видов огромната огнена топка. Разбравме дека нешто се случило, а потоа рекоа дека е авион. Селото беше во паника, снема струја. Децата трчаа во паника, а родителите трчаа по нивните деца. Српската влада соопшти дека авионот носел 11,5 тони оружје од српската компанија за оружје Валир за Министерството за одбрана на Бангладеш. Авионот полета околу 20:40 часот од Ниш и превезуваше околу 11,5 тони производи од нашата вооружена индустрија до крајниот купувач во Бангладеш. Клиентот беше Министерството за одбрана на Бангладеш. Летот имаше дозвола да лета од Ниш со технички слетувања во Аман, Ријад, Ахмедабад и беше планирано да слета во Дака како крајна дестинација. Собственик на робата била приватната фирма Валир од Србија. Овој лет ги имаше сите соодветни дозволи, сите во согласност со меѓународните прописи и, се разбира, легитимниот крајен корисник, Министерството за одбрана на Бангладеш. Во Кавала пристигна специјален тим за нуклеарно-хемиско-биолошка одбрана од Министерството за одбрана на Грција за да ја истражи опасноста од евентуални токсични материи и да се одреди понатамошниот тек на истрагата. Локалните власти ги повикале жителите да не ги отвараат прозорците и да не користат клима уреди. Министерството за надворешни работи на Србија упати протестна нота до Хрватска поради забраната за прифатната посета на српскиот председател Вучич на Јасеновац. Српската министерка за рударство и енергетика возврати со откажување на официјалната посета на Загреб, каде што требаше да се разговара за регионалната соработка и гасната интерконекција. Српскиот председател Вучич се огласи на Инстаграм, каде со објавена фотографија од споменикот на жртвите убиени во Втората светска војна во Јасеновац напиша: "Само вие работете си ја вашата работа. Српскиот народ ќе живее и никогаш нема да заборави." Руското министерство за одбрана објави дека медицинските лица од западниот воен округ на Русија распоредиле мобилни болници за да им понудат прва помош на цивилите, а доколку е потребно, пациентите се испраќаат во Русија на служени операции. Војните медицински лица исто така вршат посети од куќа до куќа на граѓани кои не можат да стигнат до медицинските центри. Нашите пациенти се цивили, а понекогаш и воен персонал на вооружените сили на Украина. Ние се однесуваме со сите хумано и обезбедуваме квалификувана медицинска нега. Поројните дождови предизвикаа големи поплави во делови од Кина. Во провинцијата Ганси се поплавени големи површини земјоделско земјиште, а пожарникарите спасија 3 лица заробени во најдодената река. Под вода е градот Кингјанг, каде што силниот дожд поплави куќи и стамбени објекти. Беше поплавена и фабрика во близина на железничката станица во градот, каде што интервенираа спасувачките екипи и успеа да спасат заробени работници. На чудотворен начин одредила каде да се изгради манастирот. Света Богородица Пречиста во Кичево е едно од најголемите духовни светилишта во кое живеат 6 монахињи. Ја раскажуваат древната приказна за чудата. Репортажа. Македонската традиција продолжува. 48 пат поред галичка свадба. Младенци на манифестацијата годинава Илчо Димитров и Елена Дуровска. Канење на кумот, бричење на зетот, гледање низ прстен, земање на невистата, венчавање во црквата Свети Петар и Павле. Манифестацијата се заокружи со испраќање на тупаните. Свадбата е во организација на местната заедница, а покровител е председателот Стево Пендаровски.
Манастирот Света Богородица Пречиста во Кичево е едно од најголемите духовни светилишта во земјава. Денес е женски манастир. Во него живеат 6 монахињи. Безпрекорно уреденото светилиште привлекува голем број верници. Во него се чуваат и древните приказни за чудата на Мајката Божја. Репортажата е на Сонја Рилковска. Манастирот Света Богородица Пречиста во Кичево е најголемото духовно светилиште во земјава. Се наоѓа јужно од градот во општина Другово на падините на планината Цоцан, на надморска височина од 920 метри. Манастирот е познат и како Крнински манастир, кој името го добил според селото Крнино, кое денес не постои. Според преданијата, самиот Бог го одредил местото за градба на манастирскиот комплекс. Локалните жители сакале да градат, па оставале икона да пренојки, но утрото иконата ја немало, Бог ја преместувал над изворот, местото каде денес е лоциран манастирот, кој се градел 4 години, од 1316 до 1320 година. Иконата на чудотворен начин доаѓа во манастирот. И бидејќи тука целата околина било мочуриште, иконата лебдеела на една капина, луѓето се трудат иконата да однесат на едно место подолу, кај што немало вода, со цел тамо да го изградат манастирот. Меѓутоа иконата пак се враќала тука и тоа се случило неколку пати. Така да ознава населението дека волја на Пресвета Богородица е баш на ова место да ги изгради манастирот. Денес е женски манастир. Во него живеат 6 монахињи. Возобновата на монашкиот живот се случи во 2016 година. Сестринството води едноставен духовен живот, целосно посветени на молитвите кон Бога. Нашето секојдневие започнува во 5:30 часот наутро, со почетокот на утрената богослужба, потоа следува литургија. Литургиите ги служат хиромонаси од Бегорскиот манастир. После литургијата следува трпеза. За време на трпезата се читаат дел од житијата на светителите. После трпезата секој од сестрите си има свое послушание. Една е задолжена за дворот, некоја друга готви, трета шие и се помагаме ни со други. Живеат во безпрекорно послушание, но тоа го прават со голема желба и љубов. Покрај молитвите имаат и голем број обврски. Главната економија во манастирот представува производство на млечни производи, од кои што манастирот се издржува. Има идеални услови за чување на стока. Од нашите крави и овци произведуваме сирење, кој што секој може да ги купи во манастирската продавница. Низ историјата манастирот било пожарен 3 пати и повторно обновен. Денешниот велелепен храм изграден од камен во прекрасната живописна природа датира од 1848 година, а за неговото возобновување најголем придонес дале мијаците од долнореканските села. Безпрекорно уреденото светилиште привлекува голем број верници. Во него се чуваат и одекнуваат древните приказни за чудата на Мајката Божја. Светата вода со исцелителна моќ со векови ја гаси духовната жедна на мерниците. Во организација на културно-уметничкото друштво, а под покровителство на општината, ова лето за прв пат ќе се одржи фестивалот Босилово културно лето. Концерт со инструменти направени од отпад е само дел од настанот. Стојна Митава. Во организација на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Босилово, а под покровителство на општина Босилово, ова лето за прв пат ќе се одржи фестивалот Босилово културно лето. Концерт со инструменти направени од отпад е само мал дел од првото културно лето во општината. Во овој концерт и официјално ќе започне културното лето во општината, која е една од ретките рурални општини во регионот, која годинава подготви богата културна програма со околу 20 настани. Генерално на ниво на цела држава кај младите влада една апатија, една колективна разочараност и затоа сметаме дека еден од начините за да влијаеме на младите да ги задржиме овде во државата е да понудиме спортски манифестации, да понудиме културни манифестации, едукативни настани и наша цел всушност како општина е да ги насочиме младите кон позитивни вредности во општеството, да ги едуцираме и на тој начин да создадеме подобра иднина за сите нас. Во програмата има околу 10 настани кои ќе бидат распределени во месеците јули и август.
август. Со цел да се понуди разновидност во програмата ќе има настани на различни гранки од уметноста. Музиката, театрот, играурните групи, ликовните изложби, скулптурата, читање и така натаму. Босилово културно лето е една манифестација која што се организира прв пат и нашата тенденција е се оваа манифестација да биде традиционална. За жал, населените места, нашите села секојдневно исчезнуваат поради силно изразената миграција во насока село-град. Една од причините покрај недостатокот на инфраструктура и лошите услови за живење, секако и недостаткот на општествен живот, недостаткот на спортски и културни манифестации. Културното лето ќе трае до крајот на август, а во некои рамки ќе бидат и одржани повеќе концерти со настапи на познати изведувачи од забавната и поп музиката, фолклорни ансамбли, ликовни работници, кинопроекции, литературни читања, театарски представи, но и голем број на детски представи. 18-тиот пиво фестивал завршницата. Овие топли летни денови фестивалот на пивото, скарата и музиката собра илјадници посетители од земјава и од странство. Билат добра можност за дружба со пријателите. Пивофест е на последниот ден од одржувањето. Овие фестивалски денови Прилеп пречека илјадници посетители, најмногу за викендов. Со добра мисла, дегустација на пенлив пијалак и вкусна скара, прилепчани се убедени. Фестивалот ги исполни очекувањата, иако оваа беше исплашена година по двегодишната пандемиска пауза. После ковидот мислам дека требаше нешто вакво. Добро е за градот, за културата, музика од цела Македонија и понастрана идат луѓе и мислам дека е добра идеја и со години го има и треба да го има. Ние сме од Велес дојдени. За прв пат. Може подобро увек. Иначе добро е. Во Виена. Не, имаме поиќе пати дојдат. Супер е. Со помалку штандови, но солидна посетеност, со македонски музичари, а и од соседството, за организаторите фестивалот ги надменал очекувањата. Задоволни се и дека протекнува весело, но без инциденти. Сметаат и на економски бенефит за градот. Фестивалот се покаже во одлично светло. Мислам дека сите се презадоволни со илјадници народ, многу публика, многу народ, многу посетители. Во наредниот период се надам дека ќе имаме уште поголеми звезди на светско ниво, но секако дека македонските звезди никогаш нема да ги оставаме, секогаш ќе бидат присутни. Прилеп ја продолжи традицијата на една од најголемите летни забавни фестивалски манифестации. Да, со ова и го завршуваме првиот дневник. Ви благодариме за вашето внимание. Со повеќе информации бидете заедно со нас во Централниот во 19:30. Сега следува спорт и метео. Имајте пријатен ден.